Зашто бегате од денес во 4 ве поканувам да не бидете арогантни, да искочиме пред јавноста заедно со другите кандидати, но зашто нас позивате? До ваков епилог доведе разликата меѓу двајцата главни кандидати за градоначелник на Скопје за едно од клучните прашања – загаденоста на воздухот во градот. Претходно и Трајановски и Шилегов заедно со другите кандидати ја подпишаа изјавата за почитување на платформата за чист воздух на граѓанската иницијатива О2 Коалиција за чист воздух. Но веќе во изјавите, поставањето подпис, двајцата ги покажаа меѓусебните разлики кои конечно завршија со жолчна расправија. Како градоначелник на Скопје ќе воведам и вонредни мерки за време на грејната сезона, кога загаденоста на воздухот кој што го дишеме е најинтензивна, а во соработка со општините, единиците на локална самоуправа во рамките на градот Скопје, ќе создадеме мониторинг мрежа за мерење на загаденоста. Шилегов вети зголемување на градскиот буџет во делот на мерки за намалување на загадувањето, најави итна гасификација за да се намали грејењето на фосилни горива. Трајановски му реплицираше: Скопје од секогаш било загадено, јас се справувам со проблемите. За мојот пријател, господин Шилегов, само би рекол, Господ има една изрека, простете му, не знае што зборува. Не знае и нема да му замериме, заради тоа што навистина не знае и не бил во оваа проблематика. Со голи пароли, сите знаеме, овде нема пароли, овде нема политика, овде има работа. Во екот на предизборието, во кој една од централните теми е токму намалувањето на загадувањето, се најавува дека во 2018 ќе се рестартира работата на Југохром, еден од најголемите загадувачи во Полошко во изминатите години. Сакам да напоменам дека ќе бидат задоволни еколошките здруженија и сите граѓани кои што со право имаа забелешка на работењето на Југохром од еколошки причини и дека Југохром ќе почне да работи после имплементирањето на филтерот. Во ланскиот извештај за Македонија, Европската комисија нотираше дека се неопходни засилени напори во делот на човековата средина и токму во подобрување на имплементацијата на планот за заштита на квалитетот на воздухот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.